Денес сме на првата работилница по фотографија во зоолошката градина. Учениците многу беа возбудени, едва чекаа да дојде моментот кога ќе појдеме и некои дури покажувањата на родителите, некои не спија по 2 дена. Учениците имаа прилика и да ги видат своите омилени животни, да ги фотографираат од ниве нагол и да ни покажат како тие ги доживуваат нештата околу себе. Денешниот ден мислам дека поминавме прекрасно со овие 17 дечиња од посебното основно училиште Иднина, каде што тие можеа да ги изразат своите емоции и навистина беа задоволни и прекрасни со изведувањето на сите тие фотографии. Сметам дека ова ќе остане врежано во нивната меморија. Голем чекор напред кон културолошката инклузија на децата со аутистичен спектар за нарушување, бидејќи е познато дека еден од видовите на третман на децата со аутистичен спектар е и работа со животни, например хипотерапијата со коњи, јавањето коњи или делфинотерапијата, се веќе имаат валидни докази во светот на науката како помошни средства кои што можат да помогнат да подобро да се инклузираат овие деца. Што од ова што можеме ние и вие да го видите денес, а ние го гледаме секој ден да заклучиме. Значи можеме да заклучиме за нивната среќа, за обичните работи што се случуваат околу нив, која можат да ги регистрираат, да се артикулираат на собствен начин и како луѓе да не направат подобри. За општо добро, работите да ги донесеме во баланс, мора да се потрудиме да ги гледаме нашите деца како лица еднакви, но поинакви. Денеска имав едни посебни гости, тоа се децата со аутизам, со кои што прекрасно си поминавме. Значи, мислам дека децата беа одушевени од шоуто, кое што го направив денеска. И јас бев многу пријатно изненадена од тоа како децата го прифатија шоуто, колку му се израдуваа на морскиот лав и на сето тоа што го правевме денеска. Овие шоуа што ги правиме едукативни и било какви, значи комуникацијата што ја имаме ние негователите со животните, мислам дека име доста пријатна на децата, поготово децата што се со посебни потреби. Уметност за сите планиран да се реализира наредните 2 години, со тоа што станува збор за 4 фази, за 4 циклуси во кои што ќе се третираат различни целни групи на деца со посебни потреби. Проектот стартува со децата со аутизам и со фотографијата. Имено станува збор за организирано фотографирање на различни локации од градот Скопје. Ние сметавме дека зоолошката градина, градскиот парк се одлично место каде што тие би можеле да фотографираат. Исто така и старата скопска чаршија го посетивме и пазарот.
беше третиот ден од активностите на децата со аутизам. Децата има можност да се запознаат со старата Скопска чаршија и со се она што се продава по зелените пазари, како што е Битпазар. Сите деца беа премногу среќни и задоволни, го искажуваат тоа на свој начин. Многу среќа, многу радост, многу позитивна енергија, како кај децата, така и кај нивните родители. И активност која што не треба да биде само преку проект, туку треба постојано на секој можен начин да им се удоволува на овие деца, за да може да се препознаат нивните потреби и способности и да се одреди што е тоа што може да се надоградува за овие деца да бидат дел од општеството со еднакви можности и да се негуваат нивните таленти. Сметам дека вакви проекти треба да има што повеќе, од причина што на овие деца им треба вистинска поддршка и охрабрување.